Пејачката и глумица Селена Гомес неодамна се венча. Таа му рече да на својот партнер и музички продуцент Бени Бланко, а самата свадбена церемонија беше како бајка. Иако официјалната церемонија е долго очекувана, приказна, се чини дека пејачката не може да го заборави тој посебен ден. Сега таа објави серија интимни фотографии на Инстаграм пред самата свадба за дополнително да ја разбуди имагинацијата на своите обожаватели. Од пишувањето на моите завети до заминувањето од свадбата порано од повеќето, напиша Гомес. Таа покажа момент на тишина додека седи во розов сатински фустан и ги пишува своите љубовни завети. Насмевката на незиното лице беше многу забележлива, а коментари како "прекрасна си, го обожавам твојот стил", сјаеш беа забележливи под серијата фотографии. Познатиот холивудски пар Амал и Џорџ Клуни се појавија на доделувањето на наградите Албис, организирани од нивната фондација за правда, и во таа пригода ги оставија сите без див. Секое модно издание на убавата адвокатка е достојно за вниманието на целиот свет. Таа неодамна магепса во еден од незините пократки фустани, а сега блесна во креација во чоколадна боја. Модната куќа Версаче беше заслужна за совршениот фустан во кој се појави Амал. Златниот накид најдобро се комбинира со оваа боја, па Амал носеше ефектни обетки и на раквица. Чанта во бронзана боја надополни се, а Амал беше вистинска звезда на црвениот тепих. Иако Клуни не заостануваше многу, познатиот актер се одлучи за класично црно одело, најбезбедната опција кога станува збор за мажи, па и тој воодушеви многумина со својот изглед додека позираше насмеан покрај сопругата. Ана Кондратенко е една од најпознатите виолинистки и концертмајстори на Македонската филхармонија. Вечерва во Битола ќе одржи концерт со наслов Бајка, на кој ќе настапи заедно со Битолскиот камерен оркестар, составен од членови на Македонската филхармонија. Од Центарот за култура Битола, домаќин и организатор на концертот, информираа дека на програмата ќе бидат застапени делот Чукни и влези од Мартинов и писма од пријателите на Канчели. Како што е познато, Ана Кондратенко е една од најпознатите виолинистки и концертмајстори на Македонската филхармонија со богата кариера и настапи во Русија, Украина, Германија, Франција, Соединетите Американски држави, Бразил, Малезија, Кина и Јапонија. Во Филхармонија вечерва со почеток во 20 часот ќе се одржи концерт на Националниот џез оркестар со студентите од Факултетот за музичка уметност во Скопје и Џез академијата Штип. Како што најавуваат од Националниот џез оркестар, концертот ќе биде посветен на креативноста, енергијата и талентот на новата генерација џез музичари. На истата сцена во единствена музичка средба ќе настапат студентите од Факултетот за музичка уметност во Скопје и Џез академијата Штип, заедно со искусните членови на Националниот џез оркестар. Овој концерт, кој се одржува по втор пат, ја продолжува успешната традиција на соработка меѓу младите таленти и Националниот џез оркестар. Настанот представува значаен чекор во афирмацијата на новата генерација џез уметници, овозможувајќи им да настапат рамо до рамо со докажани професионалци и да го развијат својот уметнички потенцијал, стои во соопштението на Националниот џез оркестар.